вечер од студиото во Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски, ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. Емисијата започнуваме со настаните во Пакистан. Нов самоубиствен напад во кој загинаа преку 30 лица. А во соседен Авганистан независната изборна комисија го прогласи председателот Хамид Карзаи за победник на спорните председателски избори. Шефот на комисијата Азизул Алудин кажа дека председателот Карзаи ќе остане на функцијата бидејќи бил победник на првиот круг гласање во август и единствен кандидат во вториот круг закажан за 7 ноември. Против кандидатот на Карзаи Абдула се повлече од трката во неделата заради загриженост од широко распространета измама при гласањето. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун во понеделникот пристигна во Кабул за средби со Карзаи и Абдула. Тој поздрави одлуката за откажување на гласањето и му честиташе на председателот Карзаи. Пакистанската полиција соопшти дека во најновиот самоубиствен бомбашки напад загинале најмалку 35 лица, а преку 30 други биле повредени. Инцидентот се случил во близина на седиштето на армијата во Равалпинди. Пакистанската армија е среде голема офанзива против милитантите во племенскиот регион Јужен Вазиристан. Во одмазнички напади на Талебан минатиот месец се убиени стотици лица во Пакистан. Британија и Русија бараат иранските представници брзо да одговорат на предложениот план ирански ураниум со низок интензитет да се збогатува во Русија. Британскиот секретар за надворешни работи Дейвид Милибенд изјави дека заедно со неговиот руски колега Сергеј Лавров се залагаат за брз одговор од Иран по прашањето за збогатување на ураниум поддржано од Обединетите нации. Лавров истакна дека се надева и Техеран ќе го одобри договорот. Председателот Барак Обама покани преку 500 лидери на племиња на домородни американци во САД на конференција во Белата куќа што ќе се одржи неделава. Што се очекува од разговорите во следниот прилог. Племето Навахо има најголем резерват во Соединетите Американски држави со повеќе од 67.000 квадратни километри во делови од југозападните сојузни држави Аризона, Ново Мексико и Јута. Квалитетот на животот е типично сиромашен. Многу домови немаат вода ниту струја. Нивниот претседател Џо Ширли вели дека кога Обама ќе се стретне со племенските водачи, ќе го испочитува ветувањето дадено за време на претседателската кампања за поотворен диалог со племињата. Тој вети јакнење на односите и ќе работи со нас за надминување на тешките предизвици со кои се соочуваме, а тие предизвици вклучуваат недостиг на економски развој, проблем со кој се соочува втората најголема племенска заедница Тохоно Одам во Јужна Аризона, како и во дел од Северно Мексико. Но и Навахо и Одам заработуваат преку казина. Сепак председателот на Тохоно Одам, Нет Норис, вели дека казината не може да издржуваат целата заедница. Треба да ја направиме разнолика економијата за племето да има приход. Дури и со нашата мултимилионска операција со казината немаме инфраструктура што би привлекла компании. Тоа значи помалку работни места. Според Џо Ширли, невработеноста меѓу Навахо жителите е над 50%, додека цела Америка е загрижена за 10% невработеност. Тој вели дека кај нив 50% е со децении. Но проблем во резерватите се алкохолизмот, домашното насилство и бандите. Тие очекуваат дека средбата со председателот Обама ќе отвори можност домородните американци да имаат поголема контрола врз сопствените животи, но тие ќе ги покренат и прашањата за поголем племенски суверенитет во рамки на Соединетите Американски држави и подобрување на здравствените услуги за нивното население. Шоуто кое шармираше милиони ширум светот пристигна и во САД. Кавалија е представа во која главни звезди се коњи, јавачи и акробати. Во продолжение ве носиме на овој визуелен спектакл. Да се постигне брзина не е проблем за коњаниците во Кавалија. Представата е под шатор, но најголем во Северна Америка, што им дозволува на коњите да галопираат, а на акробатите да летаат. Тие се толку грациозни што ви се чини дека сонувате. Норманд Латурел, канаѓанец, кој помогнал да се формира реномираниот акробатски тим на Cirque du Soleil, е уметнички директор. Инспириран сум од историјата на коњите, што речи се е историја на светот. Секаде каде што сте виделе отисок на копито, има и отисок на човечко стапало. Со овие животни сме долго.
Сакав да им одадам почит за тоа што го имаат сторено за нас. Шаторот собира 2000 лица и билетите одат брзо. Продадовме 2,5 милиони. Шоуто е представа на моќ и убавина. Кавалија е формирана пред неколку години во Квебек, Канада, од група акробати, јавачи и музичари од повеќе земји во светот. Коњите се главно од европска раса, тренирани за следење наредби и силни. Се подготвуваат од 6 месеци до 10 години. Джеси Лакаво е еден од изведувачите. Повеќето од звездите во шоуто се коњите, а тие имаат свој карактер. Се трудиме да покажеме дека се е под контрола, но коњите често прават како што сакаат. Наша задача е се да изгледа што е можно поубаво и да работиме со нив. Работиме со тоа што тие ни го даваат. Некои од изведбите се како балет на коњи. Нивните движења се грациозни, со речиси комплетна слобода. Добиваат само дискретни знаци од луѓето. Ландон Спенсер е еден од јавачите. Тоа не се машини, туку живи животни. Секој ден реагираат различно. Предизвик е да се работи со нив. Никогаш немаме два исти настапи. Шоуто од Вашингтон замина за Атланта. Утре во Newsflash, успешен тест за програмата Констелација на НАСА. Тоа е крајот на ова наше денешно издание. Поздрав од студиото во Вашингтон. Јас сум Јулија Велковска, во беше Гласот на Америка на македонски. За сите најнови содржини погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.